Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Денес ќе започнеме една пракса. По идеја на брат Борче, но практична потреба. Ке имаме некои проповеди во кои што ќе одговараме на прашања поставени од вас, верниците, или од некој пријател, во врска со некои нејасни стихови од Библијата. И имав во минатото и јас многу такви прашања поставени од верници и пријатели. Се сеќавам пред многу години сестра Олгица ми имаше поставено едно прашање кое што до сега го имам и подзаборавено и никогаш не дојде време да го обработиме заедно од ова место. Трајче ми имаше поставувано многу прашања, предлагано значи да се дискутира на некои стихови од Библијата, на некои теми. За повеќето од нив исто така не дојде време, не се најде простор. И брат Борче има некои такви прашања кои што ќе ги одговара. Мијатата сабота мене токму брат Андреј ми постави едно прашање. Сега моментално е излезен, се надевам дека ќе се врати. И прашањето се однесува за еден библиски стих кој што е малку потежок за разбирање. Јас би сакал да ве охрабрам сите и сите што не гледате преку интернет, ако имате било какво прашање во врска со Светото писмо, слободно поставете го, може и да го напишете електронски. Поставете го слободно прашањето и некогаш ќе го одговориме. Ќе отвориме во Евангелието според Матеј, во Новиот Завет, единаесетта глава, Матеј 11 глава, и ќе ги прочитаме 11 и 12 стих. Прашањето е во 12, меѓутоа целата мисла почнува од 11 стих. 11 и 12 стих од Матеј 11 глава. Исус вели: вистина ви велам, меѓу родените од жена не се јавил поголем од Јован Крстител, но најмалиот во Царството Небесно е поголем од него. И сега 12. А од деновите на Јован Крстител па до сега, Царството Небесно насила се зема и силните го грабаат. Ова е клучниот стих. И прашањето беше: што значи ова? Царството Небесно насила се зема и силните го грабаат. Сеќавам, дори имаше во некои преводи се велеше, не знам дали во постариот превод, силеджиите. Ме интересира прво како гласат вашите Библии, дали имаме некоја варијанта, некоја различна.
Ја читав од ревидираниот превод. Андреј, која Библија имаш ти на располагање? Ај отвори во Матеј 11 глава и прочитај го 12 стих. Додека го најдеш, Константинов би сакал да слушнам како гласи. 12. Го најдем? Добро. Тој кој превод е тој? Константинов е тој? Тинов. Да. Еве ќе ја замолам Љубица да го прочита уште еднаш. А од дните на Јована Крстител, досега Царството Небесно трпи насилство и насилниците го земаат насила. Благодарам. Тоа е прашањето со кое што ќе се занимаваме, Андреј. Имаш некој, додека е Борче уште близко до тебе, имаш некој друга верзија? Кој си ти? Го имаш стариот православен превод? Да, МК 1990 е. Е, тој, ајде да слушнам. А од деновите на Јована Крстител па до сега, Царството Небесно насила се зема и силните го грабаат. Силните. Добро. И тука силните го грабаат. Некои други преводи на други јазици имаме, иако денес и не сме многу присутни. Ке ни послужи, може би, вештачката интелигенција. Баш ме интересира. Како? А пред тоа трпи насилство, suffereth violence, така беше. Да. И сега што значат овие зборови? Ги разбираме ли овие зборови? Што значи тоа? Дека од деновите на Јован Крстител па до сега, Царството Небесно, според овој превод, насила се зема, но трпи насилство и силните го грабаат. Постои една варијанта, не многу различна можеби, ќе отвориме во Лука 16 глава. Лука 16 глава. Ќе го прочитаме 16 стих. Значи Лука 16 Тука Лука вака ги запишал Христовите зборови, а тука вака ги превеле. Ке ги погледнеме варијантите и во другите преводи. Значи тука во еден стих Исус вели 16-тиот од Лука 16 глава: Законот и пророците беа до Јован, а од тогаш се проповеда Евангелието за Царството Божјо и секој со усилие се обидува да влезе во него. Како гласат другите преводи? Лука 16 глава, 16 стих. Добро, а пред тоа првиот дел од стихот? Добро. Тоа беше Константинов исто, така? А по стариот превод? Чисто ме интересира. Добро, и вториот дел? Добро, благодарам. Сега, дали е влегува или се обидува да влезе?
ако го споредиме, ако се вратиме, значи тука во еден стих ја кажува Исус истата мисла. Да, тоа е оно што ја го читам од тука. Да, меѓутоа не е исто. Влегува или се обидува да влезе? Како би требало да пита? Ако се вратиме на Матеј 11 глава, 12 стих, како беше, Царството небесно трпи насилие и силните го земаат или овде вели го грабаат. Што значи тоа? Дали се обидуваат или влегуваат? Имаме помош од некои други преводи? Од други јазици? Во Лука 16:16? Да, Лука 16:16 имаме. Тој пресинг беше, да, мислам, ја вчера така го видов. Но не е дека се обидуваат, или може да се свати тука и така. И така, и така. Прво правило, кога треба да разбереме некој текст. Не знам дали Караджич, некаде ја се сеќавам дека стоеше зборот силеџија дори. Па тоа беше посебно соблазнително или така збунувачки за некои верници. Прво правило кога треба да разбереме некој текст, особено ако е потежок за разбирање или нејасен, што тоа значи, е што? Да го погледнеме прво непосредниот контекст. Значи, веднаш околината на тој стих, на тие зборови. После, поширокиот контекст, значи, каде на друго место во Библијата може да се најдат стихови во врска со истата тема. Тоа е поширокиот контекст. Но прво го гледаме непосредниот контекст. И ние во нашите приватни разговори, кога нешто кажуваме, не кажуваме така што ќе ни падне на глава вон контекст, туку секојаш нешто зборуваме во контекст на некоја тема или што претходно се е зборувало, па кога ќе кажеме нешто на што мислиме. Зашто зборува, еве да почнеме од почеток во 11 глава, од првиот стих, Исус во оваа прилика. Вели првиот стих и кога ги заврши Исус овие заповеди кон 12 своји ученици, значи сето тоа што претходно го зборувал во 10 глава, замина оттаму за да поучува и да проповеда по нивните градови, по галилејските градови. И сега вториот стих. А Јован штом чу во затворот за Христовите дела, испрати двајца своји ученици и му рече. Што забележуваме во вториот стих? Дека Јован се наоѓа каде? Во затвор. И дека таму каква вест допрела до него? Штом чу за Христовите дела. Значи, Христовите дела, на што се мисли? Христовите чудесни дела. Неговите надприродни, божествени, силни дела. Се нешто што Јован ги чул. Самиот Јован дали бил сведок на истите. Нешто што го слушнал, и тоа откако бил фрлен во затвор. И кога го слушнал, тоа испратил двајца своји ученици, значи некои што го посетувале, додека бил во чмаел во затворот на
тврдината Машеронт кај Мртвото море и му рече на Исуса, значи му порачува преку гласници, преку своите ученици: ти ли си оној што треба да дојде или да чекаме друг? Што откриваат овие зборови? Несигурност, можеме да речеме колебливост, можеме да речеме сомнеш, Сте имале вакви моменти во животот? Кој немал? Дали е проблем да во некоја прилика искажеме и сомнеш? Дали ова вистина вака што веруваме? Дали сгрешивме, дали избравме погрешен пат, дали изгубивме време, дали ова стварно така? Добро, меѓутоа, не верувам дека Јован имал такви мотиви да го провоцира Исуса. Но, добра и таа, еднаш прочитав таква мисла, не се сеќавам точно од кого, дека Јован наводно бил сигурен во својата вера, но намерно поставил такво прашање, затоа што овие учениците негови беа сомничави, па тој ги праќа кај Исуса со такво прашање и да се уверат, да ја зајакне нивната вера. Постоеше и таква верзија за толкувањето на ова Јованово прашање. Што им одговора Исус? Исус им одговори и рече: одете и кажете му на Јован што? Што слушате и што гледате. Значи, учениците дошле, Јовановите ученици, овие двајца, дошле кај Исуса, тук не се вели двајца, вели своји ученици. Значи, може би биле и повеќе. Дошле кај Исуса и едно време поминале таму со Исуса заедно, покрај сето тоа друго мноштво кое што го следело Исуса. И овие Јованови ученици биле сведоци на неговите дела, на Христовите дела. Може би ако пред тоа не биле, сега почнале, сега со своји очи гледале и со своји уши слушале што се случува. Слепи прогледуваат и сакати проводуваат. Лепрозни се очистуваат и глуви прослушуваат. Која медицина може да се пофали со вакви успеси? Ако не скопскава, ова никаква. Еве некоја најдобра медицина што постои во 21. век, може ли да се пофали со вакви успеси? Може ли Илон Маск да се пофали со вакви успеси? Иако постојат многу оптимистични најави со неговиот Neuralink. Ке видиме. Ке видиме дали е тоа така. Ке видиме дали со генетскиот инженеринг стварно ке лечите неизлечиви болести, а не однапред да го фалите, дека така ке биде. Ке видиме, докажете со своите дела, со вакцините потврливте, упропастивте, особено многу млад народ. За постарите да не зборуваме. Значи, не беа тие лекот, што толку многу го форсиравте.
докажете дека со генетски инженеринг, со матични клетки, со клонови, со не знам што, можете со имплантите, со чиповите, можете да ги излечите овие човечки болести. Христос ги направил овие дела, тие веќе биле факт, стварност, и потоа ги праќа Јовановите ученици назад во затворот, назад во Јудеја, крај Мртвото море, да му соопштат на Јован се што со своји очи виделе и се што со своји уши слушнале. Па дури и да може да се пофали некоја медицина од било кој век, со сето досега, со мртви воскреснуваат, тоа не може да се пофали никоја. Тука нема чаре ни од трансхуманизам, ни од генетски инженеринг, не дека има за претходново. Тука едноставно човечка наука и технологија не помагаат. Видите, интересно, Исус и тоа го спомена, мртви воскреснуваат. И тоа го виделе Јовановите ученици. Дали биле присутни кога ја воскресна Јаировата ќерка? Кога го воскресна младичот од Наин? Па други примери и не читаме, многу воскресени, многу и нема. Тие два случаи и на крај воскресението на Лазар, пред самото Христово воскресение. И на бедните, односно сиромавите, им се проповеда Евангелието. И завршува, блажен е оној што не се соблазнува поради мене. И овие зборови се важни во разбирањето на, во одговарањето на прашањето подоцна. Блажен е оној што не се соблазнува поради мене. Зошто го кажал ова? Кој е тој што се соблазнил од Христа? Продолжуваме, 7 стих. А кога се отидоа овие, значи Јовановите ученици, назад во Јудеја, после се што видеа и чуеа, сите овие големи надприродни божествени дела и овие Христови зборови, Исус почна да му зборува на народот за Јован. Што сте излегле да видите во пустината? Трскали што се лулее од ветрот? Овој опис многу одговора, особено на денешни партиски политичари. Трска што се лулее од ветрот. Како дува ветерот. Дали Јован беше таков? Но што сте излегле да видите? Човек ли облечен во меки алишта? Ете, оние што носат меки алишта, каде се? По царските палати се. Јован не бил ни таков. Па што излеговте да видите? Пророк ли? Да, ви велам, и повеќе од пророк. Сега Исус толку го фали Јована, што вели дека не бил само пророк, току повеќе од пророк. И кулминацијата ќе следи потоа во 11 стих на оваа негова мисла. Зашто тој е оној за кого е напишано: ете, јас го праќам мојот ангел пред лицето твое, тој ќе го приготви патот твој пред тебе. Познатото пророштво од Малахија, 3 глава. Вистина ви велам, дојдовме до 11 стих, меѓу родените од жена не се јавил поголем од Јован Крстител. Но најмалиот во Царството Небесно е поголем од него.
тука ќе се станеме. Бидејќи веднаш потоа следи 12 стих. А од деновите на Јован Крстител па до сега, Царството небесно насила се зема и силните го земаат или грабаат. И 13-тиот, онаа мисла што ја кажува во Лука 16 во еден стих, зашто сите пророци и законот пророкуваа до доаѓањето на Јован. И потоа додава во 14-тиот, и ако сте подготвени да го прифатите, тој е Илија, Јован е Илија, кој треба да дојде. Интересно е да го дочитаме и остатокот од овој Христов говор во врска со Јован. 15 стих вели: кој има уши да слуша, нека чуе. А со кого да го споредам овој род? Тој личи на деца што седат по пазариштата, па им довикуваат на своите другари и велат: ви свиревме и не игравте. Ви пеевме жални песни и не плачевте. Преведено на наше, како гласи оваа поговорка? Ни се водите, ни се терате, велиме ние, нашиот народ. Ни се водиш, ни се тераш. Евреите од Христово време биле луѓе за кои што Исус вели ни се водат, ни се терат. Зошто? Начело со своите водачи. Еве кажува зошто. Зашто дојде Јован, пред да се појави Христос, пред да се објави Месијата во Израел, дојде неговиот претеча. Зашто дојде Јован, кој не јаде, ниту пие. Што значи ова не јаде? Јован бил испосник. Јован живел во пустината. Јован бил бетер од монах, дури од тогашните еврејски монаси, есените, и тие живееле во заедница, во монашки заедници, во манастир. Јован бил пустиник, сам, одвоен од општеството. Читаме како се хранел, читаме во што бил облечен. Сигурно бил човек кого, особено по високите класи во еврејското општество, отворено го презирале. Фанатик, дивјак, види го, личи на животно. Испосник, тоа значи не јаде. И зарем јадење тоа, скакулци и дивме. Зарем тоа лапачка, зарем тоа гозба, наситувачка. Ниту пиел вино, ниту пиел алкохол. Значи, испостник, а тие велат што демон има во него. Значи, фанатик, дивјак, чудак, откачен, ненормален. Како би рекле поинаку? Што би рекле ние да бевме во тоа време? Каков тип би ни изгледал нам Јован Крстителот? Како би го оцениле ние? Забеган. Да. Така му рекле во Александар Палас на Пракса. 99-та, мислам, или 2000-та година тука беше. Не си ти веган, ти си забеган. Многу лесно би поминал Јован со вакви оценки и од наша страна да бевме ние денес на местото на Божиот народ од тоа време. Значи, дојде Јован и за него рекоа така. Демон има во него. Дојде Синот човечки кој и јаде и пие, се разбира умерено, но не бил испосник Исус. И велат што?
Видите што кажувале луѓето за Исуса. Еве човек ненаситен и пијаница. Пазите, Исус бил обвинен дека е пијаница. Некои луѓе од Божиот народ рекле за Исуса дека е пијаница. Зошто? Зошто го рекле тоа? Се опил некогаш Исус? Го виделе некогаш пијан? Затоа што, за разлика од честите, самоправедни, од безпрекорните фарисеи, како се опиша апостол Павле во Филибјаните себе си, во неговата фарисејска младост? Нели, евреј над евреите, обрезан уште во 8-миот ден. Педигре, што да ви кажам? Најдобрите педигреја од израелскиот народ, според правдата законска, безпрекорен. Така самиот се опиша. Пред да биде просветлен и да свати колку е сиромав, беден, несреќен човек, кога сватил колку е свет Божиот закон, колку се високи, многу повисоки неговите морални начала од фарисејскиот стандард, од легалистичкиот стандард. Но пред да го свати тоа, пред да биде просветлен, и тој си велел, и тој си мислел, според правдата законска, и јас бев безпрекорен. За разлика од овие безпрекорните, кои што не сакале ниту да се дружат со такви типови како Матеј, цариникот, предавникот, со такви типови како блудниците, и жените и мажите, со обичниот народ. Исус го правил тоа. Исус никогаш не се опијанил, не направил никаков греф, никогаш не се прејал, но само затоа што се дружел со нив, не во нивните глупости и во нивните гревови, туку затоа што ги посетувал нивните домови. Ја посетил меаната, како да ја наречеме, гостилницата, каде што тие се собирале, за да им ги кажува тој неговите зборови. Јадел што јаделе тие, пиел што пиеле тие. И само затоа што тоа го правил, пијаница, ненаситен, пријател, значи лапач, ждерач, пријател на цариници и грешници. Според фарисеите, праведен човек не би требало да биде пријател на цариници и на грешници. Каков би требало да биде? Требало да се држи понастрана од таа стока и да ги презира. Значи, ако продолжите ќе читате како продолжува Исус да ги кори сега Хоразин, Бецаида, Капернаум најмногу. Какви зборови, тука 23 стих. И ти, Капернауме, што си се воздигнал до небото, до пеколот, до адот ќе бидеш спуштен, зашто ако во Содом се беа извршиле чудата што станаа во тебе, тој и до ден денес ќе останеше. Но ви велам дека на земјата Содомска ќе биде полесно на судниот ден, отколку тебе. Не е лошо да го прочитаме и 25 стих, и тој има врска со нашиот контекст. Во тоа време, отако продолжи Исус, рече: те прославувам, Оче, Господи на небото и на земјата, зашто си го скрил тоа од мудрите и разумните, а си го открил на децата. Кои се мудрите и разумните? Учените фарисеи, учените рабини, учените доктори, учените теолози, учените законици, високата класа и самоправедни. Значи, кремот, како што велат, на еврејското општество,
и свештениците, и членовите на Синедрионот. Што рече Кајафа во една прилика? И вие ли се заблудивте? Кому им му го вели тоа? На Никодим, нели? Никодим и Јосиф беа единствените членови на Синедрионот, кои што го симпатизираа Исус, единствените припадници на таа елита, на таа највисока класа во еврејското општество. И многу богати луѓе. Кој поверува во Христа? Од нашите угледни луѓе, од докториве, од учените рабини, теолозите, свештениците, само оваа проста маса. И дури ги проколна, проклета да е овој джиган, оваа толпа. Собствениот народ го проколнува. Бидејќи биле обични селани, обични рибари, обични луѓе, кои што не го познава законот, неписмени. Со други зборови, да си паметен, да си мудар, да си учен, да си богат, ти не би поверувал во Христа. Ти би се срамал да веруваш, ти би се срамал. Навистина, дури и Никодим и Јосиф се срамеа. И многу дури после Христовата смрт и воскресение, отворено се соединија со Христовата црква. Но до тогаш ги јадеше срамот. Не беа подготвени јавно да го признаат Исуса. Ова е контекстот на Христовите зборови во 12 стих, а од деновите на Јован Крстител па досега, Царството Небесно насила се зема или трпи насилство и силните го грабаат. Дали е можеби појасно сега со прочитаниот контекст? Што значат овие зборови? Имаме ли некоја подобра представа? Прво, зошто ова значи, законот и пророците се до Јована, а од Јован наваму е ова случај. Царството Небесно насила се зема и силните го земаат или го грабаат. Значи, тука Јован е некоја граница. Пред тоа, 11 стих, откако го фали Јована, дека не е како политичари, како нерани мајковци, како вртикапиве, како лигушите. Вистина ви велам, дори го направи поголем од пророк пред тоа, меѓу родените од жена не се јавил поголем од Јован Крстител. Но најмалиот во Царството Небесно е поголем од него. Што значат прво овие зборови? Ги разбираме ли овие зборови? Ги разбирате овие зборови? Значи, ако Јован Крстител е најголем од сите што ги родила жена, значи, во тоа време немало бебиња од епрувети, немало клонови, немало амалгамаци, немало разни од денешниве феномени. Сите што постоеле на земјата биле родени од жена. Ако е Јован најголем од сите, поголем од Мојсеј, замислите, поголем од Исаија, поголем од Еремија, поголем од сите светци. А замислите па кој укор било ова, да сме биле, замисле, во тоа време ние таму. Речем, повеќето адвентисти, не само тие, повеќето христијани,
сигурно би го делеле тоа мислење на евреите за Јован. Фанатик, дивјак, откачен, забеган. И дојга Господ, кој што го фали Јована поголем од сите пророци. Најголем од сите родени во жена. Која шлаканица ќе би било тоа за мене, за гордиот, учениот, докторот, теологот, кој што имав презриво мислење за Јована. Господ доаѓа и го фали, не го прави него поголем од Мојсей. Кој удар би било тоа? Но, најмалиот во Царството Небесно е поголем од него. Од кого? Од Јована. Што значи ова? Дека Јован не е, во тој момент, не е влезен, не е дел од Царството. Јован е последниот од старозаветните пророци, ако може така да ги протолкуваме Христовите зборови. Законот и пророците беа до Јована и Јован е последниот. Ако ја праша некој кој е последниот старозаветен пророк, што би рекле? Може да ќе ви текне Малахија. Добро, меѓутоа Исус вели Јоване. Иако Јован не напишал книга, значи ние би рекле Малахија, бидејќи тоа е последниот пророк кој што напишал, или Захарија тука во исто време отприлика. Јован не направил никакво чудо и Јован не напишал никаква книга. И сепак е најголем од сите родени од жена, но најмалиот кој што е во Царството Небесно е поголем од него. Би сакал да ви прочитам зборови од адвентистичкиот библиски коментар во врска со ова. Прво ќе ги прочитам, па потоа ќе кажам зошто ги читам. Значи, толкувањето на изразот трпи насилство. Од деновите на Јована наваму, Царството Небесно, вели Исус, трпи насилство. Коментарот вели, постојат различни мислења во врска со точното значење на овој исказ. Некои сметаат дека тоа значи дека мноштвото народ кое што се стискало околу Исуса, кое што го следело околу Исуса, постојано, значи секој ден, заради неговите чуда, заради големите надприродни дела, дека Царството Божјо, Царството на Божествената благодат, кое што се открива, значи, со Христовата сила, трпело насилство во тој смисол што големото мноштво народ кое што се стискало, кое што било присутно и кај одело и кај Јована, кај неговите проповеди да ги слуша, од него да се крштева, а подоцна се стискало и се собирало околу Исус, имале мало или не баш точно разбирање за вистинската природа на царството. И потоа кажува како, например, на почетокот од 3-та година од Христовата јавна служба, кога мноштвото во Галилеја се обидело со сила да го круниса Исуса за цар, после умножувањето на лебот и рибите, бидејќи тоа било обид Христос да биде присилен да ја прифати круната, значи политичка власт. И потоа завршува со реченицата: оние кои што го слушале Јован, а подоцна Исус, имале многу ревност, голема ревност, но не според разумот, како што вели апостол Павле, Римјаните 10:2. Во секој случај,
вистинското царство не било, или Христовото царство не било сватено како што треба, било погрешно протолкувано и намерите на царството, па и Христовата мисија, може да додадеме, на тој начин биле спречени од страна на оние кои што себе си се сметале за негови пријатели. Ја лично, тука на почеток коментарот вели дека некои сметаат сето ова што го прочитав. Не знам дали, мислам дека и коментарот се оградува од толкување на овие зборови, а ова што некои сметаат, јас не се согласувам со тоа. Не знам дали вас ве задоволува тој одговор. Демек, тоа што мноштвото народ се стискало околу Исуса и дури некои се обиделе насила да го направат цар, дека тоа значи дека царството трпи насилство. Не се согласувам. Не ми одговара на контекстот што досега го читавме. Што значат овие зборови? Еве, до сега многу дардорам, ама ништо не кажав. Разбравме ли што значат овие зборови? Така, да. Јас ќе ви кажам како јас ги разбирам. Зошто Јован во тој момент не е внатре во царството, бидејќи и најмалиот што е таму е поголем од него, кој што пак е најголем од сите пророци старозаветни и најголем од сите родени од жена. Со исклучок на оние што се веќе во царството. Значи, Јован не е, во тој момент не е во царството. Зошто? Прво тоа. Тука имаме прво показател. Што почитавме на почеток? Јован чмае во затвор и таму допреле до него вести. Чу во затворот, зашто? За Христовите дела. Дали Јован самиот бил сведок на Христовите дела, според оно што го прочитавме? Дали самиот Јован бил сведок на Христовите дела, со своји очи и со своји уши? Не. Дори и овие ученици што тој ги праќа кај Исуса, и тие претходно не биле сведоци. Станале сведоци откако поминале известно време кај Исуса во Галилеја, за да разберат, да видат што се случува. Значи, што значи да се биде во царството? Точно. А можеш ли да бидеш спасен ако не си, ако се сомневаш? Исус ли е Месијата? Или не е? Да не е лажен пророк? Кога читаме во Евангелијата, гледаме на повеќе места како кај еврејскиот народ, значи кај Божиот народ, не кај некој друг, не кај грците. Кај Божиот народ постоело кршење, се кршеле околу Исуса, се колебале. Исус бил популарен, станал многу популарен. Мнозина со голема радост и восхит го прифаќале и оделе по него. Потоа гледаме мнозина се откажуваат од него, му вртат грб. Кај народот имало кршење, расправе и настана расправија околу него. Едни велеа пророк е, Христос е, други велеа лажен пророк, не може да биде овој Месија, не може овој што гази сабота да биде спасителот, не може. Или пијаница. Тие што го мразеле имале, можеле да најдат еден куп, како да речем, злобни аргументи против Христа, иако не биле вистинити.
не били вистинити. Христос не го прекршил законот никаде. Но, кај народот имало колебливост. Никој не прави вакви чуда како Христос. Ниту медицината од 21. век може. Ниту Илон Маск, ниту не знам која технологија. Од една страна тоа, но од друга страна, што е тоа што ги соблазнувало кај Исуса? Зошто колебливоста? Зошто сомнежот? Кај народот, затоа што пред се, или што велеше Киро Глигоров, преди се, на штипски веројатно, не баш, може би струнички. Ти не штипенец, не можеш да знаеш. Пред се, водачите, елитата, значи кремот, учените доктори, дипломираните теолози, докторантиве не го прифаќаат. Значи, кај водачите Исус е неприфатен. А зашто кај нив е неприфатен, знаеме. Тие ниту очекувале ваков Месија како Исус, ниту сакале ваков Месија. Можеме да кажеме како општо правило, се што може нас да не разочара, да не соблазни кај Исуса, е или некое наше неисполнето очекување. Народот очекувал некои работи од Исуса. Што очекувал најмногу? Исус да стане цар, да седне на Давидовиот престол, да се прогласи за цар и кога ќе слушнат тоа римјаните, се разбира, ќе испратат војска, ќе се соберат, меѓутоа што може, кој може, против Господ кој може. И НАТО и Русија да се здружат не можат. Ке ги смачка. Значи, Исус не исполнил некои очекувања, некои надежи. Што е тоа што денес може да не разочара во Исуса? Нешто да не соблазни кај Исуса. Значи, не, ако имаме погрешно очекување, така? Или добро рече, нешто што сакаме, очекуваме, но тоа упорно не се случува. Точно. Значи, имаме погрешни очекувања, тоа подразбира погрешни надежи, и кога Христос, а тоа го имаме заради погрешни сваќања, мислиме дека заслужуваме нешто, но ете не го добиваме, како по стариот син од параболата, нели? Јас, тато, со години тебе ти служам, јас сум воспитан, јас сум саглам, јас сум исправен, послушен син цело време, но ваква чест не сум добил. Не е фер. Како некои луѓе кога велат, обично светски неверници, животот не е фер. Иако не се свесни, исто како да велат, Исус не е фер, Господ не е фер. Нема правда. Мнозина затоа ја напуштаат црквата. Мнозина затоа не се тука во нашите редови. Сакаат нешто, и тоа сакаат нешто добро, имаат некои очекувања, може да бидат и добри очекувања, но не се исполнува. Не се исполнува. Времето минува, некои наши очекувања не се исполнуваат. И тоа природно може да води кон разочарување. Народот се кршел околу Исуса. Народот се колебал.
можеме да видиме при крајот на Христовата мисија, по Лазаревото воскресение, најголемото чудо што Христос го направил пред својата смрт. Колку голема еуфорија го зафати народот кога виделе дека Исус го исполнува пророштвото од Захарија на магарица, влегува во Ерусалим. Значи царот готово, влегува готово, конечно дојде, конечно. 3,5 години чекавме, се надевавме толку пати, извисија нашите надежи. Конечно влегува во Ерусалим, конечно ќе биде крунисан за цар. Конечно нашите очекувања, славата на Израел, нашите надежи, нашето ослободување ќе се исполнат. И тука, значи, кога бил врвот, кулминацијата на таа еуфорија, на таа Христова популарност, и кога тука ги утепал во нивното погрешно очекување, тогаш и не треба да не чуди зашто 5 дена подоцна вреска распни го. Гласаме за Барабата, а ти, Пилате, распни го. Куцриот Пилат и тој слабич, тој па се гледал како некој друг да го презаде жешкиот компир. Исус од Галилеја, тоа е територија на Ирод Антипа. Ирод нека му суди, не јас. Не помина кај Ирод. Последното чаре беше, вие народот да му судите, еве демократија, гласајте. Пилат бил слаб. Тој што е имал најголемата власт во Јудеја во тој момент, бил слаб. Како е тоа можно? Можеш да бидеш властодржец, а слаб? Еден куп такви гледаме денови. Премиери или председатели. Еден куп. Има честни исклучаци. Ако тие што се колебале, ако тие што некои се откажувале од Исуса, со восхит прво го прифатиле, како тие 70 ученици, со восхит го следеле, после тврдата беседа се откажале и повеќе не го напуштија Исуса и вели повеќе не одеа со него. Повеќе не одеа со него. Може да ги споредиме со каменото тло. А посејаното на камен беше што? Тие што радосно го примаат Словото со радост на почеток. Го прифаќаат Христа со радост. Но немаат цврст корен. И при првите или некое посилно искушение се откажуваат. Сите овие се слабите. И па тогаш, кои се силните? Дали се ја разбирате? Ако колебливиот, бидејќи и Јован во затворот, се уште не бил во царството, или што рече Зоран, се уште не бил спасен. Ако колебливиот, дури и најголемиот од пророците и најголемиот роден од жена, според Господовиот суд и оценка, ако колебливиот, оно што се сомнева, оно што уште се крши околу Исуса, околу вистината, е слабиот, кој е силниот. Тие се слабите, тие не влегуваат во царството. Се разбира, Јован не е останал таков до крај. Кога се вратија учениците и му го раскажаа сето тоа, Јован најшол нова сила, нова надеж
нова храброст и останал верен на Христа до маченичка смрт. И постојат некои гласини, според нечии виденија, дека наводно на Јован му се подготвува најголемата чест во Божјото царство да го завземе местото на паднатиот Луцифер, најблиску до Божиот престол. Дали е тоа така, дали ќе биде така, живи били па видели, односно спасени били, ние самите. Па ќе видиме. Силните се оние што се спремни да поднесат секое искушение, секоја неволја заради Христа и да останат верни до крајот. Како рече Исус, но кој ќе претрпи до крај. Не кој е верен на почеток. И јас се сеќавам на многу пријатели овдека, на многу и крстени верници. Не останаа до крај. Вие се сеќавате и на многу повеќе. Видите, не е лесна работа да се оди по тесниот пат. Не е лесна работа да се поднесат жртви за Христа. Не е лесна работа да се поднесат неволи и прогонства за Христа. Гледаме цела генерална конференција како постапи Пилатовски пред 2 години. Компромис околу вакцините. Компромис. Сега во иднина следат уште поголеми искушенија. Преку државните власти, ѓаволите ќе притиснат повеќе да се откажеме од Христа, од вистината, да попуштиме, да легнеме и ние на брашно. А еден католички кардинал, како исклучок, кардиналот Вигано, тој и тогаш се спротистави на новиот светски поредок и до ден денес борува и против папата негов, и против глобализмот, и против сите овие, и содомијата и сите овие свињари. Господ има своји Никодимовци и денес, и тоа во највисоките и најелитните кругови. Но тешко е особено отворено да застанеш на страната на вистината. Нашата човечка природа бара линија на помал отпор, бара некој по можност компромисен пат. По можност да може и така и вака се на 2 столици. Да бидеме верни на Бога, ама да не го налутиме и дверот. Много. Да не го налутиме дверот. Да не бидем па за фанатици, забегани, не знам, откачени. По можност на 2 столици. По можност компромис. Или оно што го нареков пред 2,5 години, по можност на Бож. Да бидеме на Бож. Така сака грешната човечка природа. Не може така. Или си за Христа, или си за барабата. Трето нема. Tertium non datur. Силните што влегуваат во царството се оние кои што остануваат доследни до крај. Во тоа се состои нивното силеџиство. Силните се оние кои што се доволно силни да ги поднесат сите жртви, сите прогонства, сите сомнежи, сите соблазни заради Христа, заради верата, на патот, тесниот пат, кој што избрале да го одат по Христовите стапки. И тие влегуваат во царството. Подоцна влегол и Јован, се разбира. Но некои како Јуда Искариот
никогаш не влегле. Некои што биле многу блиски до Христа, како 70 ученици, не влегле. Тие остана слаби до крајот. Да не даде Господ да бидеме и ние вброени меѓу нив, во овие денешни испити, во овие денешни искушенија, кои што и допрва ни престојат. Нека му е фала и слава вечно.